Преморени од долгиот пат, изгладнети и жедни, така изгледаа 10-мината бегалци кои денеска ги сретнавме во Велес, одмараа во парковската површина под градскиот саат. Не сакаа да зборуваат пред камера, неофицијално вела дека групи со мигранти има насекаде. Велес е една од нивните транзитни точки. Овие информации ги потврди и од мобилниот тим на Црвениот крст, единствениот во државата кој е задолжен да им помага. Состојбата во Македонија е фрапантна, има преку 300-400 бегалци во дадени 5-6 часа, што значи дека околу 3000 мигранти, според информација од полиција, поминуваат дневно низ Македонија. Повредите им се на нозете од долго одење, пликови, плускавци, рани, исчашени скучни зглобови. И сега, затоа што времето се стоплува нели нормално, изгореници на лице, на раце. До мигрантите стоеја и велосипедите, кои ги купиле во Гевгелија и во последно време, тие им се главно превозно средство по македонските патишта. На тој начин голем дел ја избегнуваат железничката пруга, место кое се покажа како многу опасно, затоа што дел од нив таму ги загубија нивните животи, прегазени од возовите. Значи, железничките пруги им се како стационарни места каде што пробуваат да се качат на воз. Ако тука не успеат, се тргнуваат по патиштата, што пешки, што качени на велосипеди, патуваат на границата за Србија. Откако се одморија во Велес, мигрантите, кои во случајов беа сиријци, го продолжија патувањето кон западноевропските држави. Таму се надеваат дека ќе најдат подобар живот. Матурантите полагаат државна матура. Денеска почна полагањето. Првиот задолжителен предмет е мајчин јазик и литература. Во Велес за овој тип матура се одлучиле околу 380 средношколци. Најмногу матуранти кои полагаат државна матура има училиштето Кочо Рацин. Во гимназијата полагаат 180 ученици на мајчин македонски јазик и уште 9 ученика на албански јазик. Тестирањето се одвива во најдобар ред. Учениците ги добија своите коверти и им пожелуваме среќа сите да положат. 4 дена се полага државната матура. Полагањето ќе трае до 19 јуни. Освен мајчин јазик, ќе се проверува и знаењето по странски јазик, историја, биологија. Овие предмети се полагаат на 15 и 19 јуни. На 17 пак се полага математика, предмет за кој според досегашните искуства има најмалку интерес ке матурантите кои се одлучиле за државна матура. Оваа гимназија се гордее со фактот дека повеќе од 60 ученици се пријавија да полагаат матурски испит по математика. Инаку за информација, во сите други училишта се пријавија не повеќе од 25 ученика вкупно. Во изминатите 10 дена се реализираше и екстерното тестирање. Се проверуваше знаењето на учениците од 4 до 9 одделение и средношколците до 3 година. Нема кампување на Велешкото езеро, забрането е. Со оваа постапка надлежните сакаат да го ослободат крајбрежниот појас за граѓаните рекреативци. Камперите завземаат голем дел од таа површина. Остатокот од парцелите покрај езерото се продадени или понудени на продажба, па таму има приватни сопственици. Градоначалникот објаснува дека општината има толеранција, но тоа е во одредени случаи и за краток временски период. Езерото, поготово брегот, е доставен за граѓаните на Велес и ќе остане така. Нема да дозволиме да има кампови поставување. Може би да дојдат риболовци што преку ноќ ловат риба со дозвола преку риболовното друштво. Ваму ставаат шатори за една ноќ и утрената заминуваат. Повеќе од тоа не може да има во овој момент на Велешкото езеро. Деновиве на езерото биле забележани неколку кампови, но по интервенцијата на надлежните тие се отстранети. Според градоначалникот, оваа ситуација ќе се уреди многу подобро откако ќе биде завршена целата процедура за формирање на камп на селбата. Додека не се усогласи процедурата, целокупната процедура за камп, парцелата што ни е определена, бидејќи агенцијата за која се занимава со тој сегмент, таму ни се документите, ги чекаме нивното дефинитивно мислење и да пристапиме кон тоа што е карактеристично. До неодамна езерото Младост беше рај за камперите. Во крајбрежниот појас беа поставени 100. Дел од нивните сопственици таму поменуваа повеќе од половина година.
почна одбележувањето на годинешните Рацинови средби. Во следните 2 дена се предвидени 20 настани. Културната манифестација ја отворија младите ликовни уметници од гимназијата. Почнаа да го изработуваат зидот на Рацин. Тој ќе представува мотиви од животот и творештвото на поетот и револуционер. Ликовните таленти на гимназијата работеа во текот на целата ова измината недела. Како што можете да видите, започнале со мотиви од социјалната поезија на Рацин, односно од мотивот Ленка. Тоа се разбира во текот на годината ќе се разработува и ќе се надградува, ќе опфати и други теми од социјалната поезија на Рацин, а се разбира и теми од животот и творештвото на Рацин. Тие ќе работат и во текот на следниве денови, а интензивно ќе продолжат со работа од септември, кога ќе започне и следната учебна година. Според организаторите, 52-те Рацинови средби имаат сосема различен концепт. Во нивната организација се вклучени и младите и се очекува големиот број настани да привлечат и различна публика. Дисперзирањето на програмските активности на повеќе различни простори е со цел да се таргетираат и различни целни групи. Нашата првична идеја е дека Рациновите средби не смее да се однесува само на книжевната фела, на фелата на поетите, писателите и уметниците, туку треба да прерасне во манифестација преку која градот и граѓаните на Велес ќе го чествуваат името, ликот и творештвото на Коста Солев Рацин. Така што јас годинава очекувам дека ќе имаме различна публика од различни генерации, која ќе дојде на различни настани предвидени од програмата на манифестацијата. Изложба Грнчарски средби, отворање на споменикот на музата на Рацин, доделување награди од литературниот и рецитаторски конкурс се дел од настаните во рамки на Рациновите средби. Тие свечено ќе се отворат вечерва со доделување на наградите, антологија на болката и напиши љубов во 140 карактери.